Добар ден, почнуваат пладневните вести на Канал Плюс. Еве што ќе гледате. Денес се одбележува меѓународниот ден на ромите. Штипските роми утринава имаа средба со градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев. Во собраниска процедура е закон за безбедност на храната, кој ќе доведе до поголема контрола на храната. Македонија ќе добие Национален совет за безбедност на храна. Свлечиште предизвика целосен прекин на сообраќајот на патниот правец Пробиштип-Штип кај село Неокази. Прекинот е со време траење од 3 дена. Денес е меѓународниот ден на ромите. Утринава штипските роми имаа средба со градоначалникот Илчо Захариев, кој истакна дека општината ќе продолжи да работи во насока на подобрување на животот на ромите. Денес ромите во Штип традиционално имаат дефиле низ градот, а празнувањето го завршуваат со забавна вечер. По повод 8 април, светскиот ден на ромите, градоначалникот на општина Штип примариус магистар Илчо Захариев денес оствари средба со дел од ромската популација. Според Захариев, ромската популација која нема сопствена земја им дава посебна убавина на секој регион и на секој народ. Честитајќи им го светскиот ден, изрази желба за просперитет на ромскиот народ и дека општината ќе се потруди да им го подобри животот во Штип. Едноставно да создадеме амбиент и услови да живеат убави станови, да имаат асфалтирани улици, да имаат образование скоро за сите. Битно е да ја шира сопствената култура, бидејќи богатството на нашиот град не би била ако не и културата на ромите, нивните обичаи. Верувам дека денешниот ден ќе помине на вистина многу убаво и ќе биде свечено, но желбата ми е на некој начин да ние секојдневно се на некој начин внесеме во проблемите на ромите, а тоа општина Штип го прави. Во тој поглед и досега е доста направено, истакна Захариев, но додаде дека и во текот на оваа година се предвидени повеќе проекти. Асфалтирање на голем број улици каде живее ромско население, да се обезбеди водоводна и канализациона мрежа каде недостасува. Горлив проблем како за ромската популација, така и за градоначалникот Захариев е сместувањето во несоодветни услови на околу 240 роми во стариот објект на нервното оделение, но и за тоа има решение. Општина Штип прави промена на детално урбанистички план за делот кај комплексот Черења. Таму ќе предвидиме зграда за изградба на социјални станови. Ќе најдеме на финансиска конструкција да направиме некаде околу 100 стана, каде сите оние луѓе кои живеат на улицата Партизанска, сите оние кои се сместени во нервно оделение и оние други кои немаат свој солиден смештај бидат сместени и мислам дека тоа ќе биде најголемиот поклон за овие луѓе. Овој проект може да се реализира со надлежните министерства, како Министерството за труд и социјална политика, транспорт и врски и со помош на меѓународни донатори. Дека градоначалникот на Штип Илчо Захариев навистина се залага за подобрување на животот на ромите во Штип, потврдува и Енисе Демирова, советник во општина Штип, и додава дека и тие самите преку соодветни невладини организации ќе се потрудат да обезбедат финансиски средства за реализирање на одредените според нив приоритети. Ние како приоритети ги спомнавме, веќе ги напишавме на хартија и ги дадовме до Роме 2, тоа е програмата од Советот на Европа, за да може да се најдат средства, за да се решат овие проблеми, инфраструктурни, значи ќе го чекаме тој проект да се реализира во наредната година. Во наредниот период, заедно со напорот на градоначалник кој што дава навистина огромна заложба да се решат проблемите на ромите, мислам дека дел од проблемите на ромите во тековната година веќе ќе бидат решени. Со цел подобрување на животот на ромите не само во Македонија, туку и во цел свет, во 2005 година беше истакнато дека ќе следува декада на роми, во текот на која голем број на институции ќе им излезат во пресред и ќе им помагаат во решавањето на нивните проблеми. Оваа година, 2015-та, декадата требаше да заврши, но очигледно поради заостанати нерешени проблеми, истата е продолжена и во наредните 5 години. Да се надеваме дека дотогаш успешно ќе завршат сите предвидени проекти.
Засилување на контролите за безбедност на храната, глоби од 600 до 10.000 евра за непочитување на мерките за безбедност, како и формирање на Национален совет за безбедност на храна. Ова се дел од измените на Законот за безбедност на храната кои веќе се влезени во собраниска процедура. Казни до 10.000 евра за производство и промет на небезбедна храна, засилување на контролата на безбедноста на храната, поголеми глоби за непочитување на мерките, како и формирање на Национален совет за безбедност на храната. Ова се новите измени во Законот за безбедност на храната, кои ги предлага владата. Глоба во износ од 600 евра ќе се изрече за прекршок на правно лице, ако пакувањето на храната наменета за ставање во промет не е означена на начин кој не е лесно разбирлив и не ги исполнува општите услови за примарно производство и посебните хигиенски барања. Казни во износ од 5.000 евра според законот ќе се изречи за прекршок на правно лице, ако увезува или извезува храна и храна за животни и ги менува информациите на означувањето на храната и доколку не ги информира надлежните органи за промената која е извршена. За операторите со храна кои ако не ја започнат постапката за повлекувањето на храната која не е во согласност со барањата за безбедност на храната и за тоа не го извести надлежниот орган и потрошувачите или доколку добие или има лабораториски резултат за неусогласеност со барањата за безбедност на храната, ќе добие највисока казна од 10.000 евра. Дел од измените во законот се однесуваат и на означување на нутритивните својства на храната, кои сите прехранбени производи мора да ги имаат од јули годинава. Временските прилики и неприлики им го нарушија здравјето на граѓаните. Најчувствителни на наглите временски промени се хронично болните и лицата со намален имунитет. Метеоролозите најавуваат нагло покачување на дневните температури веќе од утре, заради што лекарите советуваат лицата чувствителни на временските промени да бидат крајно внимателни. Временските осцилации ја наполнија итната медицинска помош во Штип. Наглите промени на времето деновиве влијаат правенствено врз здравствената состојба на луѓето. Најчесто се одразува на пациентите што се хронично болни. Овие промени предизвикуваат влошување на нивната состојба. Поради разликите во температурата, дојде во итната медицинска помош, дојде околу 20 на хронично болни пациенти кои побара помош од нас. Ние им ја укажавме таа помош и дадовме препорака за да си ја пијат редовно терапијата од препишана од матичните лекари и нивните специјалисти, да примаат повеќе витамини. За ова деноноќе имаше околу 10 на хронично болни. Варијацијата на температурата на воздухот не е очекувана за овој период. Актуелните временски услови влијаат како на здравите, така и на болните лица. Јасно е дека кај децата и кај возрастните најмногу влијае, посебно кај оние кои што се хронично болни, а инаку влијание има кај сите. Да ги минуваме временските услови не можеме, но во зачување и унапредување на здравствената состојба можеме многу да сториме, препорачуваат лекарите. Придржување кон принципите за правилна исхрана, одржување на соодветна телесна тежина, внес на витамини, минерали и доволно течности, како и одмор, но и рекреација, е она што најмалку можеме да сториме за доброто здравје подолго да не служи. По најавите за нов температурен шок од среда со затоплување на времето, лекарите апелираат хроничните пациенти редовно да земаат терапијата и да се консултираат со матичните лекари. Утре во 19 часот во Дом на млади Штип ќе има поетска манифестација. Караван на кој ќе гостуваат над 20 поети од Македонија. Настанот е во соработка со Друштвото на писателите на Македонија, а освен поетски читања ќе има и музички дел со настап на оперски пејачи. Целосно затворен за сообраќај е патниот правец Проби Штип-Штип кај село Неокази, заради свлечиште кое го повлече патот. Екипи на Македонија пат ќе работат на санирање на патот во наредните 3 дена. Во Проби Штипскиот регион има уште едно свлечиште на патот кон Злетово. Од Проби Штип кон Штип ќе се оди преку алтернативен пат. Наредните 3 дена сообраќајот ќе биде целосно затворен поради свлечиштето кое го повлече патот Проби Штип-Штип кај селото Неокази. Македонија пат го сече патот во ширина од 50 сантиметри за да направи дренажа на патот.
Со оглед на оваа ситуација, Проби Штипјан и останатите возачи ќе се пренасочуваат преку патот низ селото Ратавица. Во овој регион има уште едно свлечиште на патот кој води кон Злетово. Поради поројните дождови кои се случија минатиот месец, дел од патот се свлече и пропадна асфалтот, а со тоа беше затворен патот кој води кон хидросистемот Злетовица. Во Источна Македонија после овие дождови се направија уште неколку помали свлечишта и одрони на патот од Виничкото село и стибања кон Делчево. На вчерашната средба на фудбалскиот клуб Брегалница против фудбалската екипа на Турново, сините беа гости и издвоија победа. Надпреварот во првото полувреме се одвиваше неизвестно, ни домакините ни гостите не постигнаа гол, но во второто полувреме Брегалници имаше можност и ја искористи. Бошко Ступик постигна гол со што надпреварот се заврши со резултат 1:0 во полза на сините. Од управата и стручниот штаб се задоволни со издвојување на победата. Сите играчи ги исполнуваат задачите кои се поставени од шефот на стручниот штаб. Атмосферата во клубот е позитивна и сите со интензивни тренизи се подготвуваат за саботниот надпревар со Пелистер. Со оваа победа Брегалница има реални шанси да го прескокне и баражот за опстанок во првата лига. Штипскиот фудбалски клуб во моментот се наоѓа на 8-то место на табелата со освоени 22 бода. Заврши планедневното информативно издание на Канал Плюс. Повеќе информации за актуелностите на Истокот гледате во 16:30. Пријатен ден со нашата програма.